Добре дојдовте во Нов Асном. Живееме во една така наречена диво градва, северна, која што ние не го сакаме тоа име и која се чувствуваме многу обесхрабрено и понижено. Меѓутоа, понижувањето не се само на политички или економски, него понижувањето идат и на една социјална сфера, тоест имаме една тенденција во нашето општество која не е многу застапена во медиумите, но таа е присутна. Така, статистиката вели дека во последните 4 години разводот на бракови од измеѓу 1000 до 1600 брака се разведуваат на годишно ниво, а од тоа отприлика измеѓу 1000 до 1600 татковци, ја би кажал дека се обесправени. Обесправени се затоа што се сретнуваат со еден столб, столбот е системот, и системот решава прашањата системски, штанца одредени одлуки, кои во поголемиот случај се насочени против татковците, да ги гледаат своите деца, но тоа е само почетокот. Денеска го имаме голема чест и задоволство ми е да бидам во присуство со Сашо Панговски, председател на Сдруженијето Наши, кој денеска поднесе една кривична пријава против Центарот за социјални работи, а тоа го поттикна нашиот разговор за да се осврнеме за еден многу интересен социјален феномен, каде што ќе го збориме во следниве пола саат, 45 минути или. Ќе видиме. Мислам дека ќе биде интересно и за повеќе. Апсолутно, добре дојде и драго ми е што си гост на нашиот канал. Јас сакам прво да ти благодарам за твојата борба и да ти кажам дека имаш поддршка, затоа што овој сабџект не е многу застапен во јавноста, но ние мажите се соочуваме со истите проблеми кои не многу се зборат, но се присутни и е дел од системот. Како што наведов, од прилика 1000 до 1600 бракови за жал се во Македонија на годишно ниво се растураат. И тоа ти се 3200 деца. Тоа е уште пострашната статистика. Апсолутно. Минимум 3200 деца, пошто имаш со 2, со 3, со 4, со повеќе деца бракови се растураат. Минимум 3000 кусур деца остануваат не без пристап на родител, туку ефективно без еден родител. Значи, едната половина. Можеш да кажеш поише за тоа? Повели. Прво ќе ти исправам дека не поднесовме една кривична, туку поднесовме 7 кривични против над 20 луѓе вработени во центрите за социјални работи. Сега кога викам луѓе, тоа го зборувам од политичка култура, пошто сите се жени. Без исклучок. Значи таму тоа е женски домен, маж може да биде таму само шофер или не знам, портир. На врата многу малци има мажи, по некој правник се вртка вамо таму, ама тоа е тоа. Тоа е женски доминирана област, институција и област, како труд и социјала е претежно женска насока, женска сфера на интерес. И интересно е што иако е така, дискриминацијата што се случува кон татковците не е плод на нека полова борба меѓу половите, него е чиста индоктринација и е еден систем кој постои и е добро разработен и функционира насекаде на светот. Значи мажот и жената се од праисторијата до денеска упатени на еден на друг за да продолжи да постои планетата, да е населена, да има благосостојба, да се уредува како што треба по некои социјални норми. И во последните 20-25 години постои една тивка војна, каде што мажите се мета на разноразни кампањи, разноразни проекти на некоја си, да речам, па ќе ја наречам, па и по цена да ме наречат на теоретичар на заговор, некоја светска елита, која на микрониво, ако ја свртиме работата, секоја држава од што се плаши, секој државен апаратус што го плаши и што може да го собере.
група на фокусирани, задоволни, концентрирани, силни мажи. Не постои империја или систем Што не може да падне. во светот што Да. го срушиле мотивирани жени. И системот рекол, окей, еве опасност, како да ја анулираме. Ти направи некоја паралела со нашите случувања дома. Гледаш ни што све поминавме овие 7-8 години, поготово по промената на името. Колку луѓе имаше на плоштадите? Многу малку. Знаеш ли зашто? Затоа што луѓето се на дневна база мажот пати тивко. Сам. Не вика, леле, гледајте ме, колку ми е тешко, него тој си ја брка работата, тивко, и статусот на жртва кај мажот не е популарен. Значи, напротив, е обратно од популарен. Системот тоа го видел. Дека жената, ако нема, жената што бара? Внимание и, како да кажам, љубов и внимание. Вниманието како може да го добие? Дали може на два начини? Дали преку своите персонални квалитети или како човек, или физички квалитети, или како жртва. Веруе ми, статусот на жртва е во последниве 5-6 години или и повеќе 10-15 години е митизиран помеѓу жените на глобално ниво. Зборам не кај нас. Не зборам статусот на жртва некоја класична, него било каква жртва. Жртва на системот, жртва на мажот, жртва... Денеска видов жртви на сообраќајната полиција. Многу им се обраќале со лош звук на жените. Кои ги сопирале. И то, пази, чудо, претежно биле мажи тоа, полицајците. Да. И сега ќе видиш, кога се дешава нешто на жена, последното нешто беше ова убиството двојно во Кратово. На познатата, сега веќе за јавноста, Вале. Јавноста, никој не рече во јавноста, идем од ретки, што викав луѓе, се случи убиство. 2 луѓе го загубија животот со повеќекратни удари во грб. Значи, бегале од инцидентот. Свртени со грб. Не можете така да пред... Ама, кој знае што и направиле на жената? За мажот не се поставува тоа прашање. За мажот не вика, што се случи? Значи имаме некои социјални преюдицирања во врска со жените и мажите, а како тие се претопуваат во бракоразводната парница после тоа? Вака ќе ти кажам. Значи, живееме во 3-4 децении назад, каде што требаше да се исправат секојаш кој ќе кажеме исправање на историските неправди, тоа не носи некој лош правец. Да. Кон црнците, кон кинезите, кон ова, и сега дојде на ред да се исправат и историските неправди кон жените. Генерациите во 60-тите, 70-тите, што го осетија првиот бран феминизам, така наречената еднаквост, ајде сега да гласаме, да идеме на работа, верувај ми, од интерни разговори со таа генерација на жени, сега што се 70 и 80, сите своите ќерки ги учеа следново. Значи, може и ти си сведок на тоа. Учи, образувај се, да не можеш да зависиш од маж. Значи, таа беше првата феминистичка парола. Поентата на бракот е да зависиме еден од друг. Да. Значи, кога јас ќе паднам, ти да ме поткренеш, кога ти ќе паднеш, ја да те поткренем. Значи, целата поента на бракот е да зависиме од еден од друг. Независната жена го руши самиот концепт на брак. И тука беше посадена првата темпирана бомба која експлодира после со додатните речи. Семката која подоцна израсна. Да, семката. Значи тоа е, гледаш колку е тоа бенигно. Немој да зависиш од маж. Што е тоа страшно? А како нема да зависиш? Ќе се едуцираш и ќе работиш. Што страшно, нешто да се потресуваме од тоа, ама мораш да размислиш институцијата брак што представува. И тоа еволуираше во она што го имаме денеска. Денеска жена која сака да се разведе, денеска претежно жените работат, денеска жена која сака да се разведе и да пристапи кон процесот со најпозитивна енергија. Во принцип она да рече, не сме веќе, не функционираме заедно, ајде да одиме да се разведеме, да поднесам за развод. Она наоѓа на низ од врати
каде што нејзиниот брак треба да го претворат во пекол, а нејзе во жртва. Системот наш, преку, ќе ја кажам и ќе ја нагласам и кој го тоа раководи, значи системот на невладини организации кој централна е ХЕРА, има уште 10, значи тие секоја жена што ќе пристапи во центарот, не знам дали знаете, во текот на министерствувањето на Мила Царовска со Министерството за труд и социјала, центрите за социјална работа беа напикани и набутани со курсисти на ХЕРА. Нивната задача е таму една и единствена. Жена, тоа го имаме на аудио и видео снимка, признание на едно од нив, дека жена што ќе се фати за вратата на центарот со најдобра намера, цивилизирано да се разиде со мажот, мора да помине ни 6-7 врати во кои таа треба да биде убедувана дека маши на некој начин е насилник, а таа на некој начин е жртва. Зашо ова се прави? Да, кои се побудите од мотивите? Чист бизнис. Значи чист бизнис што подразбираш? се повлекуваат пари од светски организации за заштита на жртви. Што повеќе жртви, тоа повеќе пари. Сега ќе ти кажам, не сакав тој податок да го кажам на која зборев за Телма и за 24 вести, ама тука ќе го кажам. Повлечени се стотици илјади евра пред 2 години за време на ковидот за заштита на жени жртви од насилство, пошто никој друг не може да биде жртва, а и реални да бидеме, мажите не го посакуваат тој статус. Значи од нивен интерес е да повлечат пари. Сега вака. Не, парите им ги дават однапред. Значи, прикажувањето на поголем број жртви е од нивни интерес, зашто затоа што повеќе од купот можат да земат. Да. И сега имаш еден интересен проект згрижување на жртви од насилство. И ти кога ќе речеш 1000 до 1600 развода, ја ќе речам 1200 до 1600. Да. Ако ти кажам дека 90% се тие причини на семејно насилство и дека спогодбените разводи се у едноцифрени проценти. Значи луѓе што се развеле без некоја посебна помпа или борба по тоа, тоа се мали. И у природата на човекот не е тоа значи кога веќе доаѓа конфликтна ситуација, секој гледа да победи, а жените стартуваат со 3-0. И во времето на ковидот се повлечени пари за така наречени станови што треба да се закупат во Скопје и Македонија, за да се згрижуваат Европска унија и таму тие што даваат пари гледаат дека масовно жртви тука има. Сад мора тие негде да живеат. Може по улици да шетат, таква е перцепцијата. Подигнатите пари се дадени тука на употреба и во 3 години се згрижени 4 жени жртви. А дали имаш информација колку станови се купени? Немам информација, али офлайн ми е кажано дека 30 стана се само во Скопје, не се купени, него се изнајмени и тоа е дел од бизнисот. Повторно ги изнајмуваат активисти на тие здруженијата што ги подигнуваат парите. И нив не име гајле дали во тој стан ќе биде сместена жртва или не. Битно е да си ги земат на годишно ниво. Значи од една страна главна мотивација да прикажа што поголем број жени жртви. Да. И кога, пари. пази сега што се случува. И они викаат, чекај, вие земав толку и толку пари, толку и толку станови за 4 жени у 3 години. Мора да има. Значи, ама се плашат, човек. Значи, едно е да се плашиш, друго е некој да те тепа и да или да ти прави зло некој и ти да треба реално да се скриеш негде. Пошто не можеш ти да се скриеш кај татко ти или кај мајка ти. Значи, предпоставката е дека секој тој што сака да ти прави насилство знае, или па во Македонија многу лесно може да дознае кај живеат мајка ти и татко ти. Значи, што си се идеш негде на работа, така? Да. Тој што бил до вчера со тебе знае кај идеш. Ако реално сака човек да ти направи нешто, он иде на местата кај што ти движиш. И сад нели ти треба safe space, нешто тајно каде што нема да може толку лесно да те најде. И сега кога 4 жени се јавиле, диспропорцијата од 1600 жртви до 4 згрижени е голема и укажува на една тенденција која е симптоматична, значи симптоматична е тоа. И муабетот дека се плашат осуда на околината, тоа не игра, затоа што знаеме дека осудата на околината носи статус на жртва, а статусот на жртва прави чистачка од не знам, од некоја фирма да биде на статусот на Калиопе или на некоја Елена Ристевска пејачка, барем недела дена у живот.
И тие тапкања по рама, кутра ти, значи тоа секоја жена го сака, колку е тешко, колку е се мачи, додека мажите обратно сакаат. Системот го видел ова и ги проектирал чекорите на развод така. И се сакам на вашите гледачи Повели. да им прочитам, пошто не можам ова да го запамтам. Да. Мораше да го напишам, да го копирам како текст, за да ви кажам како се станува тука не во Македонија, значи ова е планетарен проблем и тенденција. Значи како се станува жртва и како се значи види и од жртви производство имаш речи го ќар, ама и од насилници. Пошто насилниците после треба да плаќаат на државата многу големи парични казни. Сега ти искрено ќе ги прашам и тебе и гледачите. Под притисок кој ќе ставиш, кој повеќе ќе издржи притисок, маж или жена? Значи жената на третиот притисок кој ќе снема пари третиот месец веќе размислува на бегство од таа работа. Мажот ќе гине секој ден, ќе работи на 2 места за да си ги плати долговите кон државата. И системот го видел тоа. Имаме една сорта на луѓе што и да се деси, ќе работи дупло за да ги постигне стандардите, и една жена и една сорта на луѓе што обожава статус на жртва и што се гордее со тоа, што е некој вид на статусен символ, леле, кутра, вамо таму. И така го проектирале и системот. И пази сега, жена доаѓа, да ти го прочитам текстот. Да, повеле. Жена доаѓа, значи со најдобра намера да не го сака више човекот и да се разведе. Значи не сака паники, не се осеќа како жртва, ама што направи Хера? Кога ќе влезе жена во Центар за социјални работи, рече сакам да се разведам, они даваат еден памфлет што и го читаат. Пази што пишува во памфлетот. Препознајте ги знаците на семејно насилство. Помогнете им да побараат помош на другите жени, на твоите сестри. Пријателка. Препознавате ли знаци на семејно насилство кај некој што го сакате? Контрола, закани, изолација. Вашата помош може да ја спаси. Разговарајте со неа. Понудете и поддршка и охрабрете ја да побара правен совет. Упатете ја на нашите врати. Нема време за чекање. Секој момент е важен. Значи, ова дава една драматика дека ако видиш некакви знаци, повик на акција. А другарка ти е премногу срам да ги или не ги гледа, можеби уште, пошто не го прочитала овој текст што ти сега го читаш, ти пријави за нејзе. Пошто знаеме дека најголем проблем во насилството е срамот на жртвите. Да. Тоа е најголемиот проблем. Препознајте ги знаците на семејно насилство, контактирајте не, и овдека има телефон што не сакам да го рекламирам, и што пише само за жени. И еве са што е семејно насилство, и ги молам гледачите внимателно да слушат и да ми кажат кој човек што го знаат у животот не спаѓа во оваа дефиниција. Значи, дали знаете човек што не спаѓа во ова? Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко, физичко и економско насилство, со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување и страв, вклучувајќи закани и за такви дејства спрема брачен другар, родителите или децата или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема сегашен и поранешен брачен другар, вонбрачен партнер или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи без оглед дали сторителот го дели или не живеелиштето со жртвата или не. Ти можеш да си насилник и да си у Куманово, а жената да е у Скопје. Не само тоа, него обична караница, каде што ќе кажеш нешто што од афект, што може него мислиш одеднаш се претвара во интересно беше кога се јавив на овој број, пошто ние како здружение истражуваме вакви работи, ми вика: "Господине, маж не може да биде жртва на насилство." Како човече, како не може да биде? Не, ментално насилство. Украина гледате телевизија, нешто, значи може да биде. Значи тотално исполитицизирана. И сега жената доаѓа и тропа на првата врата и го дава тоа и викаат: "Зашо се разбираш? Ке е така? Одраснавме еден од друг, се надминавме." Да, не имаше насилство. Значи нешто што нема потреба да ја прашаш. Човек што доживеал насилство, знае дека го доживеал, значи јасно му е дека го доживеал, или можеби не сака да каже. Значи мисли дека со ова, со прекинот,
насилството престанува и нема потреба да се адресира. Ама ако ќе го прочита овој памфлет, вика чекај, што имам сега јас од тоа? Жената си вика, што имаме со тоа? Ги имаш сите предности, upper hand, што викаат американците, во процесот на развод. Тоа се одма ги добиваш децата, а мажот добива забрана за приближување. Сега замисли за еден човек што си е близок со децата маж, што значи 6 месеца минимално да не го биде гледа своето одвоен дете. Меѓутоа, ова е страшно, но имаме и една системска, ја би рекол, модус операнди, каде што системот ги оттугива децата од мажот. Да. Можеш да кажеш поише за тоа? Значи види, кога ако ти кажам дека не постои процес во општеството, што кога вклучува две категории на било какви различни групи на луѓе, значи збориме дали на етничка, дали на родова, дали на било каква друга основа, на едукативен начин, на едукативна основа, значи ако видиме дека дипломираат 98% македонци на истиот факултет, а 2% албанци, си кажаме чекај, што е грешката? Да. Ако се вработуваат 98% албанци, а 2% македонци, си кажаме чекај, што е проблемот со македонците што не може да се вработат? Член 6 од уставот правична застапеност. Сега, единствен проблем системски во општеството кој има ваков сразмер 98.2, тоа е доделувањето на старателства. Значи 98% од 1600 жени се екстра мајки, а сите татковци се лоши, а само 2% од жените се лоши и 2% од татковците се добри. Значи у 98% од случаевите од развод старателството се дава на жена. Ако ги прашаш хера, они и 100% би дале, али ќе испадне многу смешно, значи ќе ми речат од центарот, вие работите нешто или само пишете мајката, само печатот го дирате. Значи тие се преправаат дека у центрите дека нешто анализираат психолошка, ваква таква, не знам, анализа прават на случајот и така по сите параметри го даваат 98% на мајката. Да видиш какви случаи има кога мајката е пијана со шприц во раката и доделено е детето да. Не изе. Значи страшни случаи има. Еден случај што сакам да ти го кажам е на нашиот активист Бранко. Значи тој бил во брак со некоја господја и против неа има 4 не кривични, него 4 правосилни пресуди за насилства, за однос кон детето, за све. Човеков е чист како солза. Детето е дадено на нес. Човекот од 8 години живот на свое дете, му ветив дека ќе кажам, го има видено вкупно ако ги собереме часовите 3 месеци. Зашто е тоа така? Никој не знае. И сега, пази, семојкиниот центар, кој лесно ти го зема детето и ти вика, незино ќе биде или на тој ќе биде, семојкиниот центар не може да имплементира одлуки против мајката. Значи, мајката може да прави што сака и центарот крева раце и тука со полицијата си ја префрлат топката. Центарот те праќа полицијата дека не е наше тоа, они го донеде решението, нека си го спроведат. И тоа е еден лупхол, една дупка во законот, каде што ти кој ќе влезе детето таму, толку е. Значи, треба да си екстра упорен за да го добиеш детето како татко за старателство, а нашата иницијатива што ја правиме 50-50 родителство е у принцип да нема таква борба за старателство. Двајцата да останат старатели. Да нема човек што ќе кажува, слушај, ти твоето дете вака ќе го гледаш или јас препорачувам твоето дете пошто ме остави или не знам имаше швалерка или не знам што беше што ти фалеше. Мојата одмазда кон тебе ќе биде ова. Не сме децата да ги ставаме на средина на таа равенка. И уште нешто ќе кажам дека мажите кои доаѓаат, кои ги добиваат старателствата, ги добиваат по принцип на лотарија, значи мора некој маж да добие и са наоѓаат некој. Дали поблизок, дали има го, или втор начин е да си платат. Значи си одиш, се знае у секој центар кој ги собира парите, кај кого се јавиш, пошто има, јас таа ќе објавам во втората партија на кривични што ќе поднесуваме, имаме фатено со камера и телефонски извештај
Имаме извадено како оди тоа, кај се јавуваш прво и тоа пази, човекот кај што се јавуваш прво по системот е многу далеку од градот каде што се решава старателството. После тој му кажува на тој човекот што ги зема парите за старателството, па ти одиш на трет му ги даваш за да не падне тој сумњивиот и тој вториот што е втората алка им дели на нив и дел од парите зема раководителот на случајот. Значи раководител на случајот се става поверливо лице од Хера за да не отиде нешто, пошто знаеш 4-5 члена комисија секогаш може да најдеш некој праведник што ќе речеме чекајте не соодветствува ова што е нашите пронаѓања не зборат така за татково или за мајката. Разбираш, други се наодите. И затоа за да се исклучи се ставаат активисти на Хера внатре во центрите на социјални работи и тие по дефолт се раководители на случаите и се последна алка у таа трговија со старателство, пошто реално кој може да плати старателство? Маж, а кој може да го наплати старателството? Жена. Тоа е јасна дистинкција и јасно функционира тука работите. Значи имаме едно системско отуѓување на децата од таткото. Она што го почнав. Првите 6 месеци ти ги даваат како 2 и 2 4. Значи 6 месеци не можеш да ги дадеш. И интересна работа. Првите 6 месеци на забрана на доближување на твоите деца не ги добиваш преку суд. Туку жената може буквално денеска ти да пробаш твое дете, да речеш утре се разведуваме и да го однесеш у непознат правец, тебе ќе те бара Интерпол. Жената кога пријавуваш, кога ги зема децата и оди во непознат правец, викаат па со мајката се. Што може да им се случи? Што може да им се случи па со таткото? Ај вака да го поставиме прашањето. Зашо не викаме па со таткото се, барајте го таткото. Ако ти покушаш у тие 6 месеци, кога уште нема не може толку брзо да се донесе забраната и 2-3 месеци ти проаѓаат тие 6 месеци се всушност иницијални 9. Пошто 2-3 месеци тие судски напред-назад што треба да се поминат, тие се грубо 9 месеци. У тие 9 месеци ти имаш не минимален, недозиран, туку скоро ич контакт. И зависиш од добрата волја на онаа што сигурно чим решила да се разведете, вака. Кога 9 месеци ќе изгубиш од живот на 10 годишно дете е страшно. Кога 9 месеци ќе изгубиш што помало е детето, тоа пострашни се последиците. Точно. И на татковците со млади деца, со малички бебиња деца, кои и теоретски не може да припаднат кај нив до 3 години, им е најтешко, пошто поминуваат 3 или 4 години дока го воспостават првиот контакт. Да. Сум видел страшни сцени во тоа кај што се гледаат под надзор, се носи бебе од 2 години. Во една затворска атмосфера, како значи детево не знае кај, уште не знае кој се татко му и мајка му. Не можам да го разберам мотивот или побудата дете да не може, значи морам да ве прашам на глас. Кој човек би му наштетил на 2 годишно дете? И што би му направил? Значи, кој монструм треба да си за да 2 годишно дете гледаш под нас? Да не може тоа да биде у некој парк. Да биде похуман. Да, и системот тоа го бутка. Ги дехуманизира односите. Фактички мајките направија најголемо предавство према сопствените деца, ги дадоа на државата. Еве вие решете. Пошто знаат дека ќе решат во нивна полза, но не ја сваќаат замката дека понатаму државата решава за се за тоа дете. Дека понатаму во процесот се исклучува и мајката. Значи, сега тоа се случаи кога што таткото обвинет за овие кое две страни можеме да се идентифицираме сите ние кои сме биле во нека вербална караница и буквално имаш опис. Ако ти вика, тоа е психичко насилство, ако молчи, е емотивно насилство. Значи не можеш да победиш. Не, да. И губитник си. Меѓутоа да ги тргнеме тие случаи на страна. Во просек кога се разведуваат брачни парови, спомна дека преку 90% од старателството иде кај мајката. 98. И 8, извини, да. Точни бројки.
Одлично. Сега, мислам, добро што имаш точни бројки, драго ми е. Жалосно што 98% идат кај мајките. Кај никого не треба Да, да и оди. се сложам Не со треба тебе, да тоа, оди. да. Значи не Но- идите на во пазар тие па го делиме 98% толку или волку. Колку од времето месечно таткото ги гледа децата? Значи у најоптимални, Да. најоптимални односи, значи кога она што го даваат како пробен период на секој татко, што поминуваат години со тој модус на гледање, тоа се 2 викенда месечно, значи 48 и 48 часа месечно, 2 пати по 48 часа, значи збориме дури не се ни цели 96. не се ни цели 48, пошто почиња доцна во петок, се враќа порано во недела, детето, ти зборам за оние шемите. Да. Пошто, Шемата, да, да ја пошто знаат сега, гледачите. пошто сега ќе ти кажам, кога ќе објаснам шемата, ќе ти кажам и друга работа. Значи, тие 96 часа се интензивно гледање со преспивање, тие 2 дена, нели, и уште по 5 сата, значи грубо некои 100 сати, 120 сати, има еден татко со сопственото дете со кое до вчера бил секој ден. Ама што е проблемот? Ти имаш решенија што се по пропис, по некоја книга кај што они таму читаат, а имаш решенија што се креативни. И тие им се дозволени. Така да ти имаш татко што во затвор, ефективно лежи во затвор, го гледа повеќе детето, му го носат за викенди во затвор. Пошто тоа било добро за детето. Осуден насилник или не знам крадец. Го носат во затвор и го користат детето за да искочи човеков од затвор на викенд, а на човек што нема паркинг казна неплатено, му го даваат под надзор. Значи нема никаков критериум. Значи ни предходни случаи. Тоа што ќе напише одредена личност на ливчето, тоа е. И пази, се водат од тоа колку мајката, пази, стручните служби се водат од мислењето на мајката колку таткото заслужува да го гледа. И ако они доделат поише, а мајката приговори, они кажа, добро, ти го знаеш подобро човекот. И ти намалуваат. Така да имаме случај, ваков. Жена нуди дел на својот маж, дај ми стан, дај ми кола, дај ми вако, и може да го гледаш детето секој ден кога сакаш. Пишан дел, значи не збориме усно. Понуден преку адвокат. Мажот одбива, пошто мажот треба да дае се. Значи да си ги собере лиштата и да рече у толку и толку години брак, не спечелив јас ништо. А лиштава се мои толку. И не знам кај да иде у случај. И кога мажот одбива да биде уценет со собствените деца, една недела подоцна, истата таа што го пишала договорот, вика, ја мислам дека 1 сат неделно му е доволно. Кој е вистината се? Женава од пред една недела што му ги нуди, ако даеш тоа и тие вториот проблем. Уцена значи ти дава голема предност во делбата на така наречениот заеднички имот. Веруе ми, на многу луѓе имотот им е последно, но имотот нема да е последно нешто што ќе ти биде земено. Имаме друг еден пример што сакам сликовито да ти го објаснам зашто законов денешен не функционира. Се разведуваат неевропски, универзумски, многу добро. Како другари се, маж и жена. Децата се и ваму и таму. Бајка. Се додека едниот од нив не фати нов партнер. Тогаш проблемите. Тогаш се враќаме на модусот од она нулта точка, кога значи све ова што сме издржале 3 години, што сме го направиле во однос со децата, не важи. Сега таа личност, значи се дешава и кај мажи и кај жени. Ама пошто 98% се старателство, така кај жени може да претпоставиш дека во главно на мажите им се замера ако фатат нова жена или љубов во животот ако влезе. Сега не сме да идеш во куќата на таткото затоа што има таква и таква жена, па таткото ти може да направи уште некое дете па да ти земе дел од станот, тоа. Значи најдобрите разводи може да се искомплицираат врз база на овој денешен закон. Затоа што нема систем, туку се фрла од рака. И све зависи и имаме дискриминаторска клаузула. Едниот по разводот, значи и да се разведат
спогодбено. Едниот станува старател, тоа е човек со сите права врз децата, значи право кај ќе учат, што ќе прават, што ќе носат, што ќе јадат, што ќе прават, и отсатен родител. Значи збориме у најцивилизирана зва. Како е тој човек отсатен? Секој ден го гледа детето. Имаме луѓе што 24 дена се кај нив децата од 30, а плаќаат алиментација на особа која ги гледа 6 дена. Да. Сега вие Ама така е, она е старател. И сега Да, тако да. е старател, си го зема финансискиот мотив е задоволен, издосадува по некое време да изиграва сама мајка и го дава детето, парите се у принцип доволни. Страшни работи се случуваат, не велам јас дека нема мажи лоши, но неправдите се 98% код мажите. Ако им речеш ти сега во центарот, ама во 2% жени, дали имавте вие некоја грешка у доделувањето? Да, некои трчат, да. Од 1500 брака, 40 се одземени старателствата на жени, од тие 20 се грешка. Тоа е 1,2%. Па сега од 100% 1,2 грешка прифатливе. Ама ајде да ја свртиме равенката вамо. На колку машки им е сгрешено. Тоа е више катаклизмична грешка. И тоа денеска покушавме да го објасниме со нашите пријави. Апсолутно. Ви исто така поднесовте 2 предлог закона. Да. Може Едниот да ме не е кажеш наш. Кој е решението на оваа неправда спрема мажите? И Ова е неправда не спрема мажите, ова е неправда спрема децата. Да. Значи, да. мажите Точно. ќе преживеат, Да. ние сме силни и Да. ќе издржиме. Да. Апсолутно Ама се сложам. произведуваме фалични генерации. Значи, зашто дете може да направат само маж и жена? Не може маж и маж, не може да жена и жена. Затоа што на детето му треба двете енергии. Строгоста на таткото, заштитништвото на мајката, љубовта на едниот, грижата на другиот. Значи, и тоа дете е мозаик на двете енергии. И ако фали мажественост или женственост кај тоа дете, тоа дете станува искомплексирано и нефункционален член на општеството. Значи, тоа се трауми за децата. Знаеш ли, некој што си го гледал, еве, нашите татковци, да си ги... значи, психолошкиот момент многу убива. Некој што си можел утре, кога ќе посакаш да го видиш, сега да мораш писмо да пишуваш до некого и дали ќе ти одобра да го видиш. А онде е, на другата страна, од градот или од улицата, уште е пострашно. Значи, пази кои се смешни, во Скопје е поголем град. Кој е смешно доделување на старателство е во Радовиш, човече. Во 1 километар град. Или уште помој во Виница. Мајката тука, таткото на 400 метри. И на 300 метри не може да на работа да оди. Значи, банален, глуп закон е тој. Да. Што предлагате вие? Ние предлагаме принципот заедничко родителство, тоа е PSPS родителство. Да. Родителство ние го викаме, старател Да. многу Да. лош збор. PSPS родителство, каде што старателството воопшто нема да се доделува. Никој нема да биде старател. Тоа е за нас погеден збор. Туку двајцата луѓе, и мајката и таткото, ќе останат со своите улоги и по разводот. Ако бракот престанува, родителството не престанува. Значи бракот престанал, родителството не престанало. Уште ги сакаме децата заедно двајцата. Што значи тоа? Сакаат адвокатите кои се една од алките во овој систем, адвокатите сакаат тоа да го спречат, знаеш ли зошто? Да. Пак се пари во прашање. Ако адвокат дојде и ја тера работата правилно, значи да видиме са кој шо направил, кој бил крив, па да ја брани едната или другата страна, па делба, тоа трае многу и многу рочишта треба за тоа. Знаеш дека има во цело Скопје 4 суди за развод само? Сите се жени, да не потенцирам. Само 4. Колку мислиш, ако еден развод има 5 рочишта просечно, колку мислиш рочишта им требаат нив за да 1600 луѓе разведат? Значи, дали може тоа 4 жени да го постигнат? 9000 рочишта Не може. годишно. Ама тоа не е изговор. И се адвокатите шо прават? Сватиле како игра играта и многу се расипани. Адвокатите ќе ти кажам едно што ти го кажав пред емисијата. Они сваќаат дека тие 10 рочишта тешко се наплаќаат. Немаш тие. Луѓето немаат пари, ни мажите, ни жените. Било си на таткото или на мајката адвокат. Никој од нас нема
финансиска сила да тера процеси од по 2 години, нити па има функција тоа која се работи за децата. Они сватиле дека што може да направат? Да ги инсентивизираат жените да потпишат за семејно насилство и да го фрлат случајот кој по службена должност ќе го водат центрите. Значи, адвокатот само го ангажираш за да дојде да рече на последното рочиште да рече да, овие двајца се разведуваат, а во меѓувреме жената ја застапува центарот бесплатно. А мажот нели ги плаќа своите рочишта. И сега, наместо да има он 5-6 рочишта, кои дали ќе му ги платат, дали не, он зема она не минимална, 300 до 500 евра, земат тарифа за ангажман, пише едно ливче, верувај ми сум влегол во адвокатска канцеларија, ги имаат напишани. Значи за типови на насилство ги имаат напишани и само името го пишат. Значи да не се мучат креативно за секоја жена што ќе влезе и викат еве, ова поднеси го и она иде со тоа ливче во Центарот за социјални работи, го фрла проблемот таму и после по службена должност на сите рочишта ја застапува Центарот за социјални работи, а машкото плаќа. Нели тоа. И уште една работа да кажам. Центрите за социјална работа немаат мотив да ги приближат страните, не да ги приближат, да ја деескалираат ситуацијата, туку напротив се мотивирани да направат конфликт, каде што ќе има два крајни продукта од кои можат да банкираат. Жртва, која што може да заштитиме, и насилник од кој што може да наплатиме. Ако се овие разведат спогодбено, тоа се двајца луѓе од кои нема да земеме пари, ќе земе 10.000 денари и тоа е се. А зашто да земе 10.000 денари, кој може да земе 200.000 денари за една година? И од едниот само. Си има математика државата. И тие, ти кажав, 86% од судиите се жени. Значи, од 4% у 50 години, се 86. Да, таа е таа еманципација. Се сложувам. Кажа дека центарот зима пари ако има жртви. Не центарот, невладините. Невладините. Центарот е производство. Значи, центарот си го наградуваат невладините на суптилен начин со обуки, со патувања ваму, професионална надградба, едно друго. Тие се парите. Центарот не може да зема пари, пошто центарот се луѓе што работат за пари од буџет, од наши пари. Ама има разни стимуланси, награди, а тој ланец на трговија со старателства, па со деца ќе кажам, да бидам уште по-брутален, тоа е внатрешна тезга на некои од вработените. Не се сите. Не знам дали знаеш, една статистика има многу индикативна. Најголем број на откази само по своја желба се поднесуваат во центрите за социјални работи. Што доаѓаат таму и невини луѓе што сакаат искрено да поднесат. После 2 години психата не може на работите што ги сведочат, психата не име мирна. Имаше една господја што јавно напушти и рече, значи верувајте, вика, ова е у нацистичка Германија не се правила. Значи срцето не може да ми издржи да видам скршени деца. Кога бевме кај министерот на состанок, господјата што беше као негов аташе, она десна рака што беше, вика, верувајте, знаеме за проблемот. Ние се будиме, канцеларијата ни гледа во дворот на Центарот за социјални работи. Секој ден првото кафе го пиеме со тепачки, плачење на деца, конфликт. Значи, кој кретен треба да си да стаиш од таква токсична ситуација дете? Значи, да се тргаат луѓето за дете. Кои се шансите за ваши 50-50 родителство го решава тоа. Предлог? Никој не го добива дете. Спомна 2 закона, едниот е на професорот Мицковиќ и група на академици околу него професори, кој е направен, и нашиот кој е датира од пред 10 години, кога имало, јас не бев дел од тоа, неуспешен овен да се протне, тоест во последната фаза на одлучувањето, кога дошло више пред собраниска расправа, се заташкал тој обид. Овој пат нема така да се случи. Значи, ние сме
мотивирани законов да се донесе не заради нас, заради мене, тебе или ние што сега живееме, туку греот е и нашите деца да живеат под закон од 50 години. Сега им кажам на мајките. Значи, пази, кој ќе свртиш топката многу удира на емоцијата. Имав една смешна, прво што ми паѓа на памет е, како здружение добиваме разни пораки. Да. Нели, помогнете ни вамо таму и во рамките на нашите капацитети помагаме колку што можеме. И се јавува една жена, вика, ве молам како да ми помогнете, повелете вам господја, што проблем имате? Како да ви помогне? Јас немам проблем. Јас мојот проблем го решив пред 5 години. Тој мајмон го isfрлив од животот и ни дете му давам, ни ништо, ни... Значи, стварно, вика, екстремно сум задоволна, ја немам никак, па добро, за кого се говорите? Бе, за брат ми, една курва, како се фати со нејзе, му го зема детето. Викам, господја, не ја сваќате пародијата на вашето, значи, приговарате за брат ви некоја проститутка што му го земала детето, а вие викате ја го решив проблемот со мајмонот, му го земав детето. Не ја сваќате иронијата на исказот? Не ми вика. Јас сум добра, таа е лоша. Океј, викам, не можеме никако да ви помогне. Значи, што да помогнеш на таков лик. За да избегнеме тоа, нема да припаѓа. Децата не припаѓаат. Не можат на еден да припаѓаат. Ќе припаѓаат на еден кој ќе може еден сам да ги створи со проста делба или на некој начин. Се додека има двајца родители, ќе ти кажам еден пример. Детето не го дели мислењето за другиот, за сопругот или сопругата, ти што го имаш. Тоа е посебно мислење. За тоа дете секогаш ќе биде татото или мама. Каква и да е. Разбираш? Значи, тешко дете се откажува од својата татко и мајка. Јас имав во средно училиште класичен насилник имаше татко. И тој не насилник, него тој избегал од дома. Ама тогаш не се бегаше у Шведска, него се бегаше у Драчево, од Ѓорче у Драчево. И тоа беше, пошто немавме телефони и Фејсбук, може 3 години да не знаеш дека татко ти е у Драчево, ако не у автобус ќе се сретнеш. И кога го најде тој татко му каде, одеше и татко му го тепаше за да не доаѓа. Секој петок утрото одеше. Значи, буквално татко му го тепаше. Не доаѓај повеќе, ќе го натепа. И ќе го видиме со модрици, вика, не можам, татко ми. Не можеш ти да прекинеш врската. Да прекинеш нешто што е исконска врска на детето, татко и мајка. Значи, да. И не треба. Треба да покушаме да им помогнеме на родителите што застраниле од патот, наместо да ги одсечеме од ваквото. Втора работа што се соочувавме, вика, епа се што да правам, маж ми е коцкар и пијаница. Викам, имате деца меѓу вас? Да. Ај, господи, овака една хипотетичка. Ако син ти е коцкар и пијаница, што ќе направиш? Ќе сторам се да му помогнам. Зашто тоа не важи за машти? Нели сте семејство? Значи, тој сигурно нешто почнал на шега, реков, почнал ли да пие пред бракот или во бракот? Во бракот, вика, можда вие имате удел у тоа. Тоа пред бракот бил добар. Мислам, ова е шега. Има стварно страшни случаи што се со алкохолизам, со овако, ама тие се, знаеш, колку се мали. Тоа се 1 до 2 до 3% од сите случаи. Значи, такви луѓе, дали сретнуваш ти такви луѓе, секој ден шеташ по град. Дали сретнуваш агресивни? Напротив. Живееме во ера на најдобрите мажи. Ако сега искочиме пред зградава, ќе видиме како менуваат пелени, како туркаат колички, како, значи, тој што ги рече, тие се коцкари пијаници, тоа е некоја жена у 70 години што живеела. Значи, тогаш било така. Да. А сега се други мажи. Сега се живееме во ерата на најдобрите татковци и најарогантните мајки. И не заслужуваат децата да бидат лишени дури ни од такви родители. Затоа што се што може да се поправи, не треба, посебно ако се работи за човек. Значи, треба да се, кога ги ставиш луѓето, знаеш, тоа е функцијата на законите. Ти не возиш 100, кај што пише 60, затоа што знаеш дека ќе има последици. И се може не ти се свиѓа, може имаш бесна кола, што бара да иде 100. А викаш, ај, батали. А кога ти законски му даваш, викаш, слушај, еве ти еден стап, со кој што си се скарала,
можеш да го истепаш и нема да имаш последици. Ни ја ни ти Да. нема да одбиеме. Значи, замисли тебе да ти речеш за некој противник, слушај, ти можеш противников, имаш законска можност да му направиш нешто, а да не одговараш. Значи, треба да си екстремен човек. Имаме една примерна мајка, кој таткото се обидел на многу лоши начини да ги одземе децата. Она вика, тој тоа мене ми го правиш. Децата го сакаат. И сега ја треба да бидам душман на моите деца, да им го одземам таткој, можам да се преселам назад у Струмица и да мора да патува, ама зошто? Шо правам? Ги делам од другарчињата со кои деле во школа. Им го менувам начинот на живот. Шо? За да го казнам? Казнете он шо ме изгубил. И тоа е правилното мислење. Апсолутно. Правилното мислење. Децата, ајде да видиме, да се тргнеме шо ја и ти имаме против себе и шо е најдобро за децата. Значи не можеш да ми кажеш дека најдобро за децата, јас сум ги родила, мои се децата. Значи тоа е богус аргумент. Ова е дефинитивно твоето делување, кое веќе колку години делуват. Не, ова Сдружение Наши делува година денеска, го видов проблемот. Значи не бев ни свесен за магнитудата колкава е. Значи појма немав и дека е толку системски, дека има толку работи што мислиме дека се случајни и што ги зборуваме во секојдневниот говор, а се плод на пропаганда. Мажите се агресивни. Океј, кои мажи се агресивни? Име и презиме. Да земеме. Мажите се агресивни проблемот. Е генерално. Да. Дали мажите се агресивни, мажите што ти ја градат зградата, мажите што нуркаат 5000 метри под морето за кабелот за да имаш интерес, што се тепаат бокс, што спортуваат кошарки, дали се тие агресивни, а не тие се реализирани. Значи, дајте, мажите имаат своји одлики што ги разликуваат од жените, но дајте да не ги демонизираме машките карактеристики, а да ги персонифицираме женските. Значи, не се ни едните подобри, ни другите полоши. Двете требаат за развој на едно дете. Значи, ќе ти кажам прост пример. Имаш две девојчиња и викаш, па нив само мајка им треба. Не. Кој ќе ги каже тајните на мажите? Кој ќе ги заштити? Кој ќе ги врати? Значи, буквално утре, ако влезе провалник, таткото ако е тука, расте нивото на безбедност. Значи, не можеме да кажеме дека одликите на мажите како такви се сите лоши и одликите, што е тенденција на модерниот феминизам. Све што прави маж е лошо, ние можеме сами. И седат во соба, кај што климата работи, што е наместил маж, интернетот работи, што го измислил маж, компјутерот што го измислил, произведел и конструирал маж, на него пишуваат мажите се лоши, зградата, значи ние можеме без мажи. Ајде вака да направиме так и да исчезне се што маж направил. Ќе останеш на земја у дупката. Не викам дека жените не прават. Но во секој случај направен еден систем на дискриминација на децата и обесправување на мажите. Да. И тоа има дискриминаторска клаузула денешниот закон. Значи не може двајца луѓе што го направиле детето, едниот да биде старата, едниот одсатен. Кој го избрка од животот? Како стана тој одсатен родител? Еве, ти сакаш секој ден да го гледаш детето. Кој те спречува? Па државата те прави одсатен родител. Таа ти вика не можеш да го гледаш. Ти сакаш секој ден да го гледаш. И државата произведува одсатни родители, затоа што тоа има пари. Има пари. Тој човек ќе потроши у тие 5 сата, 10 сата денес што ќе го види, ќе потроши сума на пари за да компензира за времето што не ги видел децата. Значи се е економија. Прати го трагот на парите, ќе видиш како функционира. Пак ќе се вратам на адвокатите. Замисли се да нема. Зашто Јанаки Митровски вика, не е возможно, знаеш колку е Драчево Скопје 7 километри. Толку иде керхами, толку иде секој ден на школа. Значи ако е многу далеку да не ја пуштаме во школа. Не. Така? Ако 7 километри пат се многу, збориме еднаш неделно, тоа било стрес за децата, па торби, па мамо, па да не ги пуштаме во школа. И таму има торби секој дневен пат. Нека седат дома. Тоа се глупи аргументи, кој може да функционира во Америка, Австралија. Во Австралија имаат направено уште чекор напред,
еден од ретките чекори напред во таа земја што се прави. Да. Исплатите за децата се прават на картици за деца, така да нема злоупотреба. Ти имаш човекот што ти го спомнав, Бранко, што него има видено од 8 години, синчето го има видено 3 месеци, ако ги избереш сите сати. Човекот редовно си плаќа сите обврски за децата. И пак е жртва. И не знае кај одат парите. Значи, он ги пребацува таму. Дали има детето На све? вистинско место идат или не, да. Не знае. Да, те разбирам. Јас да ти се заблагодарам што вака описно На ја темава- долови На темата. темава можеме Се и гледа дефинитивно дека Мамутски. си апсолутно добро ја овладееш тематиката и дека ја ти пожелувам стварно се најдобро во твоите заложби. Имаш мојата поддршка секое време да се елиминира дискриминацијата на децата и со тоа и обесправувањето, со да. тоа и антагонизмот. Ќе се спласне, Нема да биде апсолутно, веќе борба кој ќе ги земе децата. Да. И ќе се подстават услови за едно порелаксирано општество, како целина. Да, Ќе спласнат работите. Нема да можеш ти да правиш работи само затоа што си припадник на некое малцинство, албанец, жена, не знам, ваков или таков. Значи, немаш ти со твојот род, пол, етнос, не те преквалификува во однос на мен. Значи имаш вакви албанци, такви албанци, вакви жени, такви, секакви не има. Никоја карактеристика која е групна карактеристика не на категорија на луѓе не смее да биде привилегија. Значи, никога не можеме да речеме само мајките треба да ги добива децата. Ако требало така, Господ или природата ќе направило да можат самите да ги раѓаат и така ќе функционирало. Има зашто се потребни двајца за се направи дете. Значи му требаат двете страни. Двете енергии, како што кажа, за било што, да. Благодарам, Саша, многу што беше гостин на овој убав разговор. Ти пожелувам се најубаво во иднина, имаш мојата поддршка, нашата поддршка дека се надевам дека ќе успееш во твоите заложби. Јас сум упорен, и никога како питбул сум. Апсолутно. И ова е не нешто се предам. што не е ни за предавање, затоа што стварно свети се овие заложби за кои што ти се бориш. Еднаквост, ние се бориме сега за едните генерации. Тоа е така. Ние го примевме куршумот. Нашата генерација живее по овој закон. Нашата генерација се суди по овој закон. Ние го примевме. Дај да ги измениме работите за нешто подобро. Сакам да им порачам на сите мајки. Да. На сите мајки што имаат дечиња машки, што имаат 5, 6, 7 години. Дали би прифатиле утре некоја мајка исто како нив да го избрка нивниот син од заедничкиот стан, да го земе станот и да му дава пристап на нему еднаш во месецот, а на нејзе како баба ич. Еве, размислете мајки за тоа. Имате многу меѓу вас самохрани мајки разведени што викате мажите се лоши, а имате синчиња, утре син ви нема да порасне во жена, ќе порасне во маж. Ако остане истиот закон, истото ќе тоа што вие го правите денеска на неговиот татко, ќе му се случува у идно време нему од некоја друга жена. И тогаш ќе ви биде криво. Ама тогаш ќе биде доцна. Пошто и вие од внучето, и тоа е уште еден аспект што него обработивме, ама ќе остане за друг пат. Значи, посредно се казнети сите, значи пази, имало едно дете што имало братовчетчиња, роднинчиња од таткова страна. Комплетно тоа се сече. Значи комплетно со пресекувањето на таткото што ајде да речеме нешто сгрешил, пошто дошло до развод, што сгреши бабата, што сгреши дедото, што сгреши првото, второто, третото братовче со кое детето имало супер односи. Значи, прати колку е дехуманизирачки ова. Значи, ги кинеме сите врски со тоа лошо. Со тој лош аспект на семејството. Тоа едниот дел го кинеме. Значи, тоа е монструозно е за деца. Да му речеш, не можеш утре кај братовчетчето, што секој ден се гледате, затоа што тоа доаѓа од страната на татко ти. Да. Катастрофа. Се надевам пак ќе ни бидеш наш гостин во некој Се надевам и со реален успех. Апсолутно, каде што ќе можеш да накажеш за сега сме многу блиску. Да. И ги знаеме препреките, значи женското лоби ќе биде препрека. Овие што земаат стотици илјади евра нема да речат окей, победивте. Да. Иако имаше една трибина
Каде што учествувавме ние, баравме учество, не јас конкретно и пратив членови од Сдруженијето, они се свесни дека законот ќе се донесе. Значи, дојдено е до таму, тоа е еден од, мислам дека поише ќе го донесат како корпус на европските закони, као еве нешто правиме. Ама нашата приметба е да биде заедничкото родителство прва опција, а не една од многуте. Пошто во Србија се случи таа грешка. Они донесоа закон за заедничко родителство, ама со 4 опции. Да не е заедничкото родителство единствена опција, туку 4 опции. И што се случи? Наместо да се деескалира ситуацијата, пошто луѓето знаат дека кој прв почне, тој добива, почнаа татковци, мајки да тужи и сега е тотален хаос во Србија. Секој секого тужи. Не можат разводиве да ги решат у Србија и деца. Значи 70.000 самохрани татковци има како производ на тој закон. Значи почнаа да добиваат, пошто тој закон у Србија ги изедначува можностите да пријави наследство. И знаеш што се случи? Кога е една од опциите да пријавиш наследство, сите прво таа ја бира. И значи почнаа и мажите да ја бираат таа опција. И кај нас тоа зашто има ментално, можеш на ментално наследство. Ама па толку е широк диапазонот што ти можеш и настана општ хаос. Ние викаме не треба наследството да биде или било што е фаул у бракот, не треба да биде прво. Значи треба да речеме ние се разведуваме, деца ги ставаме на страна. Ама тој не смее да биде со детето. Океј, ама тоа низ редовна судска постапка да се утврди. Дека стварно човекот или жената е неарна, ментални проблеми, има секакви проблеми, ама тоа не може да го реши Центарот за социјални работи. Не може да донесе пресуда Центарот за социјални работи. Тие ги викаат популарно мислења. А 90% од мислењата се преточуваат во извршни решенија, во судски пресуди, затоа што ти ви реков 4 судики се за 1600 разводи со по 10 рочишта. Значи они треба прекувремено да се за се да решат. И тоа иде по автоматизам. Дајте му на судот, ставете уште 10 суди, нека има полабави рочишта и дајте да каже кој е насилник судот, не Центарот за социјални работи, пошто нити е опремен за таа работа, нити е ставен Центарот за да доделува вина и да кажува кој е насилник, кој е курва, кој е наркоман. Тоа Центарот не. Центарот дајте да го оставиме да процени детево што чувствува. Таа е неговата. Да го заштити детето, не мајката да ја заштити. Значи, пази, поентата на Центарот се изгуби. Да се штитат мајките. Абе, луѓе, вие сте тука децата ги штитите. Мајките се возрастни и татковците, возрастни личности. Си знаат да отидат у полиција, да си најдат обезведување. Децата се тука да ги чујате, не мајките, а се сврти обратно принцип. И мораме да успееме да го ставиме, за разлика од Србија, пошто го имаме негативниот пример, како единствена опција. И тој што вика, овој човек не заслужува да биде со своето дете, тоа да го докаже на суд. И ако го докаже на суд, пеки, тука нема дигаме раце. Значи, збориме за докажан човек криминалец. Ти имаш човек што е на А4 напишано нека приказна за него, но ги земаш децата. Тоа е неправедно. Не знам, монструозно е. Да. Монструозно е. Благодарам, Сашо, што беше наш гостин. Благодарам на вас што не следевте во интересен разговор. До следното јавување, се најдобро.